Кога не беа директно засегнати, моралот беше основа на политичкото дејствување. Но кога истите околности ги зафатија нивните редови, стандардите тивко се променија. Во 2021 година лидерот на левица Димитар Апасиев јавно ги прозва сите пратеници, што изгубиле на локалните избори, а останале во пратеничките клупи. Го цитираше редот на честа, од римската етика, хиерархиски принцип, според кој ако не си достоен за пониска функција, не си достоен ниту за повисока. Ред е да си заминете од законодавниот дом. Спротивното значи дека вашите лични интереси ги ставате пред народните, а тоа народот го гледа и не го заборава. Но само 4 години подоцна ситуацијата се менува и со неа и ставовите на левица. Нивниот кандидат за градоначалник на Скопје, пратеникот Амар Мециновиќ, изгуби на изборите, но останува во собранието. Го прашавме Апасиев дали согласно принципите што ги проповедаше, ќе побара оставка од Мециновиќ. Апасиев само кусо ни пиша: Имам и објава дека сите преседани ќе им ги удриме од глава. Нема повик, нема оставка, само молки кратка фраза што отвара прашања. Предходно медиумите го праша и Мециновиќ дали левица ќе си остане доследна на зборот. Па како што тогаш повикуваа на оставки, дали ќе го почитуваат тоа и сега во сопствениот двор. Но Мециновиќ кажа дека останува во парламентот и имал легитимитет, оти народот го гласал. Се уште сум пратеник, тоа е затоа што ние правиме разлика меѓу политички и правни преседани. Ние не сме маченици, не сме пророци. Но токму во 2021 година левица не правеше таква разлика. Напротив, ја поставуваше моралната надмоќ како политичка обврска. Прашањето останува, дали политичкиот морал важи само кога е политички погоден. Од ред на честа до ред на тишина. А левица денес се соочува со својот сопствен преседан.